Почитувани мои, добро вечер. Продолжуваме со серијалот. Еве, исто така и вечер имаме еден можете пријатен гостин. Тоа е Стојан Димов Шипо, една од фудбалските легенди на Кочани, и навистина би било штета да не можев да направам напор за да го доведам во емисијата. До мене другарот или батко ми Стојан, јас ќе поразговарам со него, а мислам дека вие ќе имате пријатни мигови во ова време што ќе опоминеме заедно. Добро вечер. Добро вечер. Сакам пријатно се чувствуваш во Канал 8 и во Фала ви на поканата. Во мојата емисија трае веќе повеќе од 3 години. Се надевам дека малку ќе разјаснеме многу нешта што се им на луѓето интересни, а се знае темата фудбал. Јас минатиот пат кога се сретнавме, кој имавте прослава во Стришини на Стришинската чешма, од прво закажување за да дојдете во емисијата прифативте, бидејќи се подсетивме на некои мигови од 2007 година кој пишувавме еден серијал, па токму јас би почнал од некои работи што се ми во мојата меморија. Димов Стојан или Шипо, детето од куќата спроти чешмата Стришанска, покрај долот, со дечињата од Стришани, желен за фудбал. Повели. Па видите, ние прво како деца игравме на старото игралиште до фабриката. Беше игралиштето. И таму игравме с парталави топки. Значи, така, игравме таму по цел ден. Завршеше утакмиците, па поделеме се, па играме. И немаше разумно. Немаше разумно, други топки, разбираш, немаше. А преди тоа, татко ми од Белград беше донесел кожена топка со резерви, така да со течење на времето резервата пукна, разонадесе, а докато беше Газапин Душко, на Маријан татко му, он беше касапин и почнаме, а за колат некој вол голем, разбираш, земеме биво, земеме тупано и надуваме, таму имаше помпа, мислам у касапницата, ставиме шнур, топката имаше шнур, заврзаме го тупано, играме. Да, играме у Слатина, одееме. Тај што ќе пукнеше топката. Па, казна. Казна има. Милованов Ацо немаше паричке, он за таа сметка па Душко ќе му речеше: Ацо, ти ќе донесеш 3-4 лубеници, без пари ќе играш. И така, некој што имаше дадат пари, некој нема. И така, врнеме се после, од таму далеко е Слатина. Да. Врнеме се, после кога се направи во игралиште, тука играме, ке старата фабрика. Кога така прелистував она што сме го разговарале, да се подстави ја на некои работи, бидејќи не сакам да испомешам некои како што многу ми направат во последно време со некои истории за Кочани. Јас би се навртил на времето кај игралиштето кај старата фабрика. Таму како деца уште игравте и постојано бевте подбудното око на Анче Крушаро. Да. Желба за патување, а нема пари. Па то ние, ја, Коста Иванов, Ристов, Донев, чистеме ги копачките, а за таа сметка и у куфер ставааме ги, разбираш, дресовите, и Анче не водеше. Единствено начин тоа беше да не воде, да гледам утакмица. Кеф. После тоа, кога пораснаме, биче 1950 година, наврши ја 14 години. Пораснаме, биче, и примаваме подмал около на Осово. И така почна јас да тренирам. 51 година учествувате во изградбата на сегашното фудбалско игралиште. Да. Беме ние долната страна откај, дека беше игралишто, долната страна, копааме темели и се сеќавам многу убаво Коле Поштаро. Коле,
Айде, Стояне, копайте. И изкопаме ги, копаме тепмени, други копа. Така да сме учествували у изградбата на стадиона. И сега, ако си правиш некоја ретроспектива на тоа, некој сеќавање, така и сепак имаш некој кеф на тај стадион, демек што се правило? Па има кеф. Ја едно време, после завршувањето на фудбалската кариера, стана тренер на помалку на Се вратиме на понатаму во емисијата. После кога почна веќе да реде неуспеси, немаше, кај мене се стори на неинтересирано за фудбало. На 20 години возраст, ке те прекинам, 56-та година го имаш првото деби за сениорската екипа на Осогол. Тоа беше били квалификации за четврта зона. Точно. Тога отидовме на припреми во Пантелеј. И таму сега дека е новото изградено Конако, убав, тоа беше стар со сплет. Таму спиеме ние. А од подмалку беа не земале јас, Романов Драги и Грчето и Митко Сутката. Он голман? Не, играч беше Митко. Тие тројца беме од први тим, за први тим и таму тренираме со играчите брат ми Димче, Јоцо Дулумо, Кемало, Нишанџија, Пецето, Аджикимо, Никола, Джамо Благој, сите тие, разбираш, с нив тренираме ние. И така, со тренинзи, почнам. Успеа да влезеш у првиот состав. У првиот тим. Арнома, првата утакмица не стабија, ние ден не играаме. И Диди, извинувам се, и Диди беше. У таа зона само да се уфрла малку, да запостуи на нашите гледачи дека треба знаат, тоа беше квалификации за четврта зона. За четврта зона, учествувале се Гостивар, Бргалница од Штип, Осогово е учествувало и 11 октомври од Скопје. Од Скопје, точно. И првата утакмица тука, Осогово, мислам, с Бргалница. Да, со Бргалница. Со Бргалница беше, мислам дека изгубиме ја таа утакмица 1-0. Добро. Втората утакмица, гостуваме у Скопје. Тепаме го 11 октомври. После гостуваме у Гостивар. Таму изгубиме. И Бргалница Штип како И Бргалница Штип. После ојдеме у Штип да играме, значи реванш утакмица, играме 1-1, сеќавам се убаво на пас на мене, Нишанџиев Ване даде го голо и изjednačиме на 1-1. Од Штип го даде Бане еден, имаше полутка голо. И кога заврши утакмицата, кочанчани сите дигнаане на рација, разбираш. Да, тоа имаше и една предигра тој надпревар. Не знам, не се сеќавам. Со Благој Попов нешто кажувавте дека. За време на пред да почне утакмицата. Бидејќи тоа се биле стално дерби утакмици. Веćina луѓе кои што беа главни у партијата и главни у Штип изискуваа да попуштиме на Брегалница. Така да веćina фудбалери и кога искучија вика на секој начин гледа да попуштиме. Ама кога напуштија дека се облакуваме, дека се облакчаваме, Кемало вика, бацта само, напред, нема попуштање. И така биде. Не попуштиме, играме, кој е добар, викам, нека победе. И така, разбираш, Брегалница и така беше добро припремена, успеа да биде прво место да освои и улегна у четврта зона. Рома, кога улегна у четврта зона, Брегалница, кај неа, десице такви работи по 8 гола примаше. Беше на последно место. И после, кога заврши тоа, Брегалница испадна од таа зона, после се врна у Штипскиот подсојуз и така ние играме с Брегалница. И секој пат са биле тие со Брегалница дерби утакмици. Да. Имаш ми спомнато еднаш дека
утакмица на која се исто сеќаваш многу, тоа е купот за Маршал 9-0 ги те паме. со Бргалница. Да, тука. 9-0. 9 комада на Бргалница. Да. 9 комада. Види, ние беме се кочанци. Тука, у градо, изникнати од подмладок, од натамна. Но дека Бригалница, она, бидејќи се развиваше кај неа индустријата, македонка, другите, они зимаа играчи од Радовиш, од Стурмица, браката Џорлеви, играше Џорлев, Бригалница. Така да, после кај ни дојде тренер Арсениевич, мислам беше. Арсениевич, да. Да, направи многу добра екипа и Бригалница играше, представуваше не у четврта зона натам. И така Имаше една интересна случка Осогово исто во борба за четврта зона на приборачка година 60-61 со Малеш еден надпревар. Ми спомна дека тој надпревар ќе ти остане во длабоко сеќавање, бидејќи Осогово првиот дел го завршил со 3 бода предност, да. А прво коло веќе требало таму се гостува, а времето се уште студено. Таа утакмица, ја многу добро се сеќавам на неа. Воđа пута не беше Перо Ангелов, стотката. Добро. Славе беше ни тренер, додека Крушаро Анче беше технички. Донесе одлука да идеме ние у сабота да спиеме у Берово. Да не бидеме, да бидеме спремни. Така да идеме у Берово вечерта, спаме у тоа ресторанчето ниското у центарот. Утрето са бали искочиме, оидеме у бричките на прошетка, потоа се врнаме, ручаме и разбирам дека ќе ни суде едно војно лице од Струмица. Дали беше капетан, подпоручик, не знам, али човек на место. И кога се видеме, јас ќе ми судам, викам, другар судија, викам. Набивајте малку од ние ако треба. Само поштено и искрено, викам. И така биде. Минасе, ја како капитен на екипата, бираја горната страна малку е повисочка од долната. Чи не е рамен Не е рамен. И Славе вика, ако бираш, таа страна ќе ја земеш. Добро, ја избраја. Почнаме они. И Дукарски играше центарфор. За Беро. Додека Борис играше центрхал. Он ја шутне топката од доле, јас кокнам главом, та на центарот топката. А бре, тука они навалија, викам, слушајте, ние сме технички дотерани, многу по-добри сме од ни, само ниско по земја, додавање, првите 10 на 15 минути да ги измореме и ќе дојдат победата, нема да изостане. И така направиме. Првиот гол го даде, мислам, Киката Герасимов и вториот гол го даде Шишко. Па поведеме со 3-0. Да, уште на Шишко. И дојде едно с рака изврдеја, загнаа се, они почнаа виќе да паѓат доле. Четврти гол да дадеме пенал, загнаа се на кај судијата, ајде, буниците утрчаа со скаишите, растанаа ги публиката. А за време на утакмицата гледам напред Малеш, они у бардаците ракија. И судите, од тука... Ти беше вода пијата. Да, оно ракија кажуваат, вика, качиме се, дојде тука Унчо Манов, покојно, други дојдеа Адживано, што беше у книговодство на Бетон, на Напредак, Адживано, Боро Адживано беше. Перо, Радосен и Ало, телефонски, у Делчево, у ресторанчето тоа ниското, да вечера за играчите на Осогово. Тамо стигнаме, се вечераме, тука кочанци што дојдеа с омовето отворени од шумското, камионите, други, прегркање, тоа беше, значи, виче готово, мислим, главниот противник му избегаме с 5 бода, 6 бода и почнаме да ги редеме успесите. Доваѓа Делчов, осе третата утакмица, доваѓа Коката,
майсторчето. Тук завърши 8-ми клас. Вика, Стояните ви тепаме. Добро, Кока. Почна утакмицата. Тепаме ги 6-0. Вика, Кока, трайки ни дадете, вика, много добро играте. И така, първенството завърши с няколко бода и ние улегнаме в Македонска лига. Лигата броеше 12 екипи това време. И улегнаме в Македонската лига, другата година изпаднаме под наша грешка. Пайово наново. 65-та година я завършваш кариерата за сеньорите, първо ки направим тази перспектива, завършваш я, разочаран после квалификациите с напредък от Кичево. С напредък от Кичево игра. И тази беше ми последна утакмица за Осово, мисля. Може да играм, не да не можем. Що се случи на тази утакмица, бидейки тогаш си игра квалификации? Нямаше за четвърта зона, него директно квалификации. Видите, то време беше направено да напредък 100% улегне у Македонска лига. Преко Футболската федерация направени беа. Така, що ние... Тук у Кочини, първото такмица си играш у Кочини, реванш си играш. 3-1 тепаме, така нещо. 3-1. И ойдете у Бавро Янове. Ойдеме у Ханови, там спаме. Утрето тръгнаме за Кичево. Стигнаме тамо, то урнебес. Улеваме на игралището, плюват с такви работи, що недоликуване нещо, разумиеш. Али можеш да траеш. Плюват, ово. А знам, аз си помисли, викам, ово не е нарно, викам. Почна утакмицата за 2 минути, 2-0 ни даде Дражор, вместо да боксува, гол. Арно му това време, Ивчо на нашите, що гледате, почна Диневски да псува, судията цървен картон. Чекай судия, я му викам, псува на нашите, не ми интересира. И после това... С 10 играча. С 10 играча. Дури Стойчо шутира топката Спасов. Топката улева, он натрява да терра играва и дека. И викам, слушай, другари, шо не я бива, ние да дадеме 10, они 20 ке дадат. Судията от ни. То е наредено. Ама в последна минута Тутенковски го е... Да. Ама ние беме по-добри от ни, технички. Тук се изтъкна много добро Марковски фини. Он какви не му признае и гол. И на Стойчо не му признае гол. Топката ми че... 50 сантим му гол, он игра и готово. И викаме, тогава се помириме с судбината. Викаме, наредено е он. Друг участник на тази утакмица, това ми има Кажано, вика, когато упрашали судията, защо не го достил гола на Стойчо Спасов, шо ли взел. Викал, 50 сантима. Викам, не застана умрежата топката. Демек, това е било фората, да не го суде. Абе, това е него да се извлече. Да каже дека това е така. И това време беше... И кога дойдоте намо, како росни зайци. И шо, наведнати, цяла ног пътуваме, мислям, кръшнаме у Гостивар вечераме, там от таса балете у зорите стигнаме у Кочини. И аз ке се навратам сега на 58 година, односно кога беше она, айде да кажем, ваша златна генерация от младинска погон, што учествуваше во еден од двата турнири на ниво на Югославија. Да. И во Белград од 4 екипи второ место. Би било добро и они гледачи што има заборавено тој период да ги подсетиме малку. Видите, јас, Мичо, играме на други легитимации. Фалсификат. И Диди, направени, наша слика, ја игра на Минов за Миле Пекаро. Добро. Додека Мичо играше на Рамнек Владо. Добро. И така да играме, аз се признавам, дека играме на други легитимации, ние двоицата само. Троица рече? Троица и беше, кој беше, Диди имаше право.
Јако не двојца. Не, двојцата, ја и Мичо беме, додека Милутиновиќ имаше право да игра, Славе Милутиновиќ покојно, Гиле, Буцо, Диди имаше ишо завршено, он е 39-та. Гиле голман беше. Гиле беше 40-та, голман. Киката, Герасимов, он ги даде Олег двата гола. Мето. Коле Кметски, центрофор. исто така, имаше право да игра. И има некои интересни случувања за таа утакмица, бидејќи освен осого учествувале се домакин како домакин Партизан Белград, Динамо Загреб и Будучност Титоград. Првата утакмица под нас е, бидејќи ние од Кочини до Скопје, од Скопје до Белград, до Ниш стоеме, немаме дека да седнеш, да се одмориш. И така како претепани, оидеме и се сместиме у ДИФ, Државни институт за физкултура. Добро. И студентите беа напуштиле, нешто како што, пуштиле таму да спиеме и јадеме доле на кај, кога спаднеме од Шумарски факултет надоле, на кај стадионот на Црвена звезда и на Партизан. Да. Тука јадеме лево и на уличка и Партизан јадеше заедно с нас. Додека Динамо не слабо и Будукност јадеше с нас, таму беме. И тоа сеќавам се убаво дека игравме, стадиона на Звезда беше послаб од нашиот стадион игралишто. Нашето игралиште измислено беше. Тоа беше шлунак. Трибините на предратна Југославија беше дрвени, испопаѓани се. И тога беше посредна утакмица, ние што играме. После... И сега патувате цела ноќ по воз? Цела ноќ, утрето ќе играме с Партизан. Ја добро што така минаме лесно. Првото полувреме, они се плашеа највеќе од нас. Тоа е тоа осево, оно... Ние да беме одморени. Партизан со Чебинци, со Васовиќ, со тие со Шошкице. На гол беше Милорадовиќ, Јусуф и Пеовиќ. Да. Митич, Јовановиќ, Васовиќ, Чебињац, Ковачевиќ, Чебињац, Герум и Хибловиќ. Киш, волен беше. Сите ги знаеш, енциклопедија. Да. Сакам да кажам, Митич беше капитен, најдобар, после се разболе се тоа момче. Ковачевиќ играше десна пулта. Пословоđа. И те викам, он ми даде представи се ја, викам, Владица, ние сме од Кочани, Чугина, еј, одивам. Од Бобек зема карта даде ми за утакмицата Вардар Партизан, те па 1-0 Партизан. И сега вашата утакмица со Партизан? Почна утакмицата докај 20-25 минута. Кога почна да се редат голове. Заврши првото време, не знам, 6 или 7, а не вече почна пот да ми тече од нозите. Знаеш, изморен. Он игра технички дотеран фудбал. Второто полувреме да Дејане оше 6-7, 13-0. Он еден вика, а Бог да го прости Ивчо, се бегаше од сенката, а тие белграđани, знаеш, опасница. Јели бре, дајте му на онај мали, каже, Сунцобран. И знаеш, зајбанци. И ти викам, изгубиме, одмориме се тај другиот ден одмор. Ама не си спал нешто цела ноќ, ми кажуваш. Цела ноќ... Лош сон си сонувал нешто. Сонувам. Добро бе, Стојане, шипам, толку ли да бива, бе, остај, викам, ја у соно зборил сам. На Кочанци, толку ли бива, бе, те на... Абе, остај, бе, изморени сме, но неделе мале, се ме боле, викам, снага, но... И одмориме се, оидеме на стадионот на Јана да Дејани сокове. Гледаме ги тие пехарите, одмориме се утрето с Динамо. Загреб. 3-0 ни водеме киката. Два гола и Коле Кметски. 3-0 ми водеме, пред краја они дадеа гол 3-1. Другата утакмица с Будукност, Толчи имаше 2-3 шанси, устативата 2 пати погоди. Ние беме по-добри, можеме да ги тепаме, али земаме ги 0-0, земаме второ место и радуваме се дека првако и вторако од оваа група и Звезда
у Шибеник. У Сплит или Шибеник? У Шибеник игра, Да. Зvezda, првако на Босна, првако на Црна Гора, И на Хрватска. на Хрватска. Хрватски. И тамо направи 4 екипи беа, тамо стана Звезда првак, па се сретна с Партизан, играа првата утакмица Звезда, изгуби 7-0, тоа беа, значи, после тие белграđани викат, не се секирате, они аустриската репрезентација 11-0 е тепаа, бе. Па тие играчи после Беби, партизански беби. 66-та година од тие партизански бебиња тие Три пати беа прваци. Ама не што беа три пати, тие дојдоа 66-та година, играа финале, ако Финале, се сеќаваш па на даде. европски шампиони, од Реал играше- Мадрид што изгубија. Да, 1-0 поведе Басович го дете. Да. Гол. А Манчо изедначи и Серена. Много они погрешија. Требаше да затворат играта. Партизанки си победече. Па, тоа знаеш, Тоа не е искуство. Југословенско и тоа балканското си Да. беше присутно и до ден денес некои екипи е присутно. Со многу луѓе имам една полемика и многу пати разговарав по кажувањата ваши, мислам, твоите кажувања на Киро Лотеро, што Киро Лотеро ми е исто тоа кажувал. Кажували сам и други постари играчи што се учествувале. Дека укочени можеби и на Балкано е одиграна првата ноќна утакмица. Да, 12 јули 47 година, тачно. ако не се лажам. Игралишто беше забиколено се са даски високи. Тоа се збориме за старото игралиште, Старото дека за игралиште, старата да. фабрика. Забиколено беше с даски да не улене и никој да не улеваше. Редари имаше. И почнаме народот да доваѓа на Петровден. Петровден, да. Убаво се кјам. Ама тоа се инициатива било на Унчо Манов. Нунчо Манов, да. И Анче вика, вие, Ристо, Стојан, Коста и некои други два тројца, ќе ги онадовате, топките ќе ги с цинклајс ги береме, за да чим се таа топка избере друга додадаме, она се бере и става се малку да се суше. Да свете. Да. И те викам, Со шестопки играте, а? пред да почне вече утакмицата Куманов да дојде, нема ги Кумановци. Ајде, работнички имаше Осогова и работнички. Македонија и работнички. Искочија работнички, таман почнаа да играт. Ајде Кумановци дојдеа с камионот. И то, од тога е почна тоа идата. Ајде спаднаа тука, ајде утакмицата. Разбираш, мислам дека победиме ние 4-1. Заврши утакмицата и утрето се баре с Мијалче, пијарето, одеме, он имаше коза, а пак игралишто имаше тополи, па јас се качува, он не можеше, качам се, наберам на тополите, прнам, и тука дека дава карти, пари, собраме баги пари што се паѓале доле. Што пари фанаме с Мијалче. И те викам, беше голема радост, тоа беше прва утакмица, мислам, ноќна Македонија. На Балкано. На Балкано, не верувам дека ја не сум сретнал уште дека негде 47 се играла на Балкано ноќна утакмица. Ја мислам дека прва ноќна утакмица Кочен се одиграла. Јас не знам. По моему така. Ја прв пат го објавив, ја овај податок сега ќе ти кажам, негде 2001 година го објавив ја у вестнико, дневни вестник Скок. Тога бев како дописник од тука и Мицковиќ, што сега прослави 50 години како е у новинарство учествува, 50 години новинарство Миодраг Мицковиќ. Ама вика на мен шефе, ово да не е, вика за Фраканција, вика 47-ма кој играл утакмица? Викам играло и на гледачите само да им кажеме, рефлектори не е имало. Како се игра? Не бе, рефлектори имаше. На бандерите имаше сијалици големи. Добро. На многу места. Игралишто колку толку беше осветлено. Добро. На многу места имаше на бандерите ставено сијалици. Дека онака ноќ, дека без сијалици ќе игри. Добро де, не. Беше многу добро осветлено. Чудно им е вика, сад на рефлектори си игра, тогаш со светла како е било ја, как што ми ево. Без светлата беа на место насочени со лим. Со лимове право да бијат у тај дел, у другиот дел, трети дел. Кочени колку е напредно било. Народ имаше многу. Па Славчо, ти може да се сеќаваш, јако игра фудбал, народ имаше по 3-4 илјади на утакмица бе. Имаше тога и
вашето време, кога играевте, сега нормално, друго време не можем да правим никакви парадокси, никакви споредби не можем да правим, меѓутоа не игравте за пари. Игравте, ако може нещо... Играме за слава на градо, за афирмация. Немаше тогава пари, немаше ядење. Може некој пати, ако е добар финансиски вожа пута, ќе рече, другари, пред да тргнеме, имате ручок или вечера сакате. Од двете бирајте. И некој ќе каже, сакаме ручок. Добро. Или сакаме вечера. Еднаш се Од Гевгелија, кој сте се Гевгелија огладнаме у Велес, кој имаше си пари. Ојда јас, Доне Костов и Љупчо Каријашов, он работеше во предпријатието за Шивано. у Шумско, у Руен. Он таму чирак и пензија доби, и ја пензија преку Руен доби. И седнаме таму, седнаме на масичката, така. Љупчо вика, ја имам за 9 кебапчиња пари. Ние тројцата по 3,9. И? Толку имам, вика, а ќе мало да слушне од таа страна и таман ние... Кој е тај Кемало, sad да им го кажеме Тоа на е- гледачите, татко му е имал Татко му кебапчине Тасим. Тасим кебапчијата. Татко му беше И слушнал. многу добар, исклучен, Вардар беше кебапчија. И те викам, он седаме ние лебо само чуваме го до кебапите и лебо бришка. В тоа време те ден донаса 30 кебапа по 10. 10 на мене. И леп. Викам, По една оранжада. Чичко, да не си јаданаш, викам, шо донасаш ово, викам, не, момче, јадите, платено е, чим рече платено, нафрламе се, разбиеш, а нами после разбраме дека ке мало, многу добар беше. Абе, сите се сакаме, сите се поштуваме. Немаше љубомо. Немаше, нарочно на старите, не смееш грк да му речеш. Почитуваме ги, шо ќе ни кажат то, слушаме ги. Имаше играно со многу играчи, преска ги спомна. Меѓутоа сепак еден играч постојано кога ќе седнеме и понапред кога ваиш на утакмица, некој ако направеше шут некој од 30-40 метра, ти одма потенцираше го тај играч. Јас знам за кој се работи, меѓутоа сакам ти да кажеш за шо шут имал е тај човек и како што ми имаш кажано со него најдобро се работувал додека си играл. За Доне. Доне Костов, Доната. Располагаше шут разорен, исто како Костич. Некогашен фудбалер на Црвена Бориве Костич. Од 40 метра он е гол давал. Тоа неверојатен пелчирани топки. Тоа беше страшен, имаше страшен шут, страшен ударец. Исто и после исто имаше и други како шутери како Моне Шишко. Моне Шишко имаше, Боро Калапчијата, Стојчо Спасов. Кочин имало секој пат добри шутери. Сакам да кажам дека тие генерации после дојдеа после нас не заменија. Беше ли чесно, имаше ли честно судење додека играш ти фудбал? Немаш. Да. Как? Чести судии. Двајца ги потенцираш. Имаше некои кои што сака правдата, али под притисок мора пак да надат. Али колку толку па. Јас многу се заблагодарен на Торев од Радовиш. И на Штипјанец. И на Штипјанец Шапкарев, шапки што продаваше. Добро. И они, тие беа, разбира, судии, то кои што, додека другите судии плашеа се. В тоа време ќе искочеш, одме ти се силат, социалистички работи и ти попуштеш, траеш. Па, после ќе дојдем и тоа кога, сакам да напоменам за кога го образуваме Стришани, кога одеме у Надпревар у Радовиш. Да. Шапкарев кој е судил. Да. Како си играш у Радовиш фудбал? Радовиш, кад сама, ние ниско по земја,
не и даваме да не Днеска ми ритат. кажуваше, пред емисията ми кажуваше еден настан со судијата Шапкарев, кога Да, и он ми вика на мене Войчо Казаков, Войчо Шапкарев. Вика, Стояне, пазите се, не попущайте. Ако ви дават гол, ќе почнат повеќе да маат по нозите, вика на вас. И така се деси. Арно беше тоа още 3-4-5 минути, водеме 2-0. Лазо загна се да на топка, акна, ни фал, ни нищо, топката легна у гол. Лазо Гросич. Лазо. Таман мина се 2-3 минути, они нафрлуват нека голо, акна го, јас скок главом, топката преку голо, таки еден по мен мана тука у главата. Ја у мрежата, разбира се, искри скачат ми, викам, леле майко му, Войчо дойде, вика, трај речи, вика. И стана така, она десе, ајде упре, абре па ние, запнаме, технички дотерано, натам, заврши утакмица 2-1 за нас. Та сакам да кажам, тога единствено у големите градишта имаше па до некаде толеранција. Онака у помалите градишта дека одеме, Кютек ќе те јаде. После завршувањето на кариерата, малку се зема една добра екипа у Осолово, младинска екипа, да водеш. Да. Ја може да кажам, научи ги да играт фудбал. Они знае, ама требаше некој да ги Тие стана и добри фудбалери на Осолово. Да, и станате вице-шампиони на Македонија. Тогава таа утакмица решавачка беше, ја нема среќа. Тетекс водени с еден бот понапред од нас. А имаме 3-4 стативи. Малино, Мирче 1, Тилто 2, Ване Мусо 3, Джајчо 4. Тоа се беа фудбалери добри, ја што ги спрема за Осогово. Арно, нерешено играме и они стана шампиони, ние вице-шампиони. И таа екипа после, Црвецо на гол, брани и он Поповски, Драганчо, и он бранеше добар, ја го тренира. Така да, после тоа, дојдеа други тренери, место јас да продолжам да бидам тренер на помалку. Судија да бидеш. Судија, ставиеме ја, Мичо Покојнио Иванов и Ристо Донев. Добро. Суди полагаме, положиме за републички. Арно, настана една недоразбирање, Божем не сме взимали билтени, ово. Ја викам, не бивам судија и дев тамо, и дресо и гачите да деги на други. Откажаме се ние сите троица. Имаше од таа млада генерација, ајде да кажем, меѓу тие добри фудбалери, и еден што отскокнуваше, тоа беше Драган Михайлов Драганицата. Еден извореден, може да кажем ја, фудбалски бисер, што Кочани ретко има такво нешто. Многу добар. Многу добар играч и благодарение со негова помош и со негова желба, како и на желбата секој пат на вашето стришанско мало, стришанчани, се цуци да бидеме. Формирате го фудбалски клуб Стришани. У еден разговор до пред 2 седмици, Миле, ево, Стојанов, Денката, голмано, он знаеше да ми рече, вика, Джуни, не верувам дека знаеш дека Стришани е бил еден од најорганизираните клубове. Уопште што е постојало у Македонија. Точно. Зашо го формирате тај клуб? Ќе кажеш ми зашо го формирате тај клуб? И со видите, ние беме исклучува фудбалери на Осово. И сега, за да го појачаме Осово, да има резерви кои што ќе црпат фудбалери од нас, го формираме Стришани. Како први тренери беме јас и Жоко. Благојчо Ефремов. После со доваѓањето диде на пушти од Осово, бидејќи дојдеа некој друг тренер, или Божик дојде, не знам кој друг, Војчо дојде со нас, Диди, а председател беме го избрали покојниот Коле Сливката. Добро. У управата беа
покойниот Методи Аджипуно. покойниот Методи Аджипуно, покойниот Колекаров. Исто така у управата беше покойниот Дудата Панче. Исто така у управата многу работеше Ефтимов Гоше, благајник беше, Ешеко. И Ананиев Стојан беше многу Тривко Ефремов и он работеше. Значи, ние имаме дресове, 3-4 пара дресове. Имаме мрежи, па ги даваме на ОСОВО да ги ставам ОСОВО и спокинати мрежите. Значи, толкова беме по-напред од ни, мислам, финансички, а не то.Ека се навратам на еден надпревар со Бирлик што го имате одиграно тука. Да. Па ја мислам дека тоа е било рекорд на посетеност на еден надпревар. Знам дека предпладне се играше на стадионот. Да. Да, тоа беше, капитен беше Георги Лазаров, Рокче. Добро. На гол беше Влашчето беше. Влачето. Или Лазо. Не, Лазо. Добро. Игра тогаш и овај директора на Андофјо. Владо играше за то. Касата играше. Силето играше. Букало играше. После Букало дојде. Али овие беа после жутио на Мате. На Мате Коле жутио. То тие беа се, значи Кирето едно имаше у Шатровик. Тие беа после дојдеа Стојанчо Добришово, Стевчо Добришово, дојдеа, направиме екипа, перфектна, разбираш, и лопето тркање. Многу добри фудбалери дојдеа кај нас. Па тие сите, и Стевчо Добришово, после Рајката. Рајката беше, да. И сите тие фудбалери после, како благодет, дојдеа у ОСОВО. Ке дадете ли фудбалери? Ке дадеме. Ама малку имаше и над де. Не ми кажувај сега ти на мене. Чекай сега. Не може и над да водиш кога ти си изникнал у тај тим. Добро. Сега да водиш... Ти да, ама други некои можеш не. Имаше некои недоразбирања, али пак ние скоро рече најдобрите фудбалери ги дадеме на ОСОВО. Сега, дали ти интересира фудбал? Да ти кажам, ти нема да поверуваш, Славчо, коре 10-12 години моја нога не е стапнала у игралиште. Зашо е сега? Па, ќе ти кажам, утакмицата с Борец. Беше една утакмица, мислам, пред 3-4 години на брат ти внук му Перето го играш. Може да съм тогај кршнал, али тоа е така провизорно, да видам на брат ми како е внуков Перето. Онака не съм удил, бидејќи разочара се со утакмицата кога изгубиме 2-1 од Беласец. 1-0 водеме, 2-1 изгубиме. Прво коло. Почна главата да ме боле. Ја викам, Стојане, фани си пато, оди планинар. И тогај се собраме јас, Љубе Стоицов, Гоше Ефтимов, Штериов Насе и други некои и направиме друштво кое одеме тако, значи, на кај стариот пат за Нивичани, Баба Карстанини, Лаки ги викат. Тука убаво, тука направиме колиба, направиме маси и таму си одеме секи пат. А со тебе, како операција ми направи на нозите, виче ја не можам виче да одам. Кажува ми Гоше и грмата беше, Методи и исто с нас доваѓаше. Дека... И он беше голман едно време. Не грмата. Не грмата, Методи беше играч. Играч ли беше? Играше полутка. Полутка играше Методи. Он е 42 година. И он доваѓаше на планина таму. Имаше колиба направено, колибата масички, после надвор масички направиме. Така да времето го проведуваме таму. Малку има, вие сте на едно спортско семејство, ајде да кажеме на спортска фамилија. Брат ти Димче рече дека е најстар фудбалер. С него играме. Да, со него имаш играно. Играно. Ја многу ми беше желба кога ќе гостувате у емисијата да ве викнех двојцата па и да запеете, ти знаете често да запеете. Па таа
песна на тая е компонирана от брат ми и от Нишанджия. Напад ми тръгнал Тимото Осогово, горе на Логоро. Кога се стигнале, вика, право во пекара се нашле. Джанки се ливияле, пролив одимале, буки му лирале. И така натам тая песна, значи компонирана беше от страна на Нишанджия, Ване и брат ми. И то беше веселма. Ние кога одеме, беме и пеячко друштво. Кога викнеме, кога одеме за Неготино Варда преко Црвени брегови. Песни, песни. То на клупи. Клупи, сеќавам се, Бугарино Сандена е возил с камионо. Крупо. Ама не, и с камион са Рада. Клупи имаме 3-4 уиграли, што стоја, направени од тичлерите, пецето. После стариот овај Јане на Стојан Шојката, татко му Јане на Тошо, татко му Јане беше тишер, беше главен у Монополо. Они беа направиле клупи 3-4 големи длъги и ги ставяме у камиону, 1, 2, 3, седнеме на камион, терај. По 6-7 сата пътување. Абе, од дења тоа. И керка ти Розета беше Она физкултурна заврши. Да, она беше едно време и кошаркарка. Кошаркарка играше за Слога. Много да игра фудбал. Играше фудбал, беше она добра. Меѓутоа штеташе у тоа време немаше женски фудбал многу. У нас ке земеше, ја ги тренира подмалку на стришени. И ке земе копачки со смашките играше. Абе, Розене, пушти ме да играм, ајде, викам, смерак. И беше многу добар фудбалер, али кошарка. Кошарка она беше, играше за студент, после ојде за Слога. Од Слога се врна тука, таа бугарката... У Агроопрема. Агроопрема, направија многу добра екипа. Со Анелија и со Пепа. Да. И беше многу добра кошаркарка. Со изгубувањето на тоа престанавиче да игра и така. Сега викаш, не одеш утакмици, гледаш дали некој од внуците гледаш некој наследник и дали имаш некоја желба некој да се занимава со спорт, така баш ме интересира. Немам, ја гледам внуко мој, малку пооди, ништо не биде. Стојанчо. Немаше мерак за фудбал, викаме, ако немаше мерак, поубаво не оди. Нешто друго што така у оваа емисија не начинаме, не може би сакаш да го кажеш така, да те тиште. Ја сакам да напоменам дека бидејќи многу свет не знаат дека јас сум начекал кога фудбал се играше да ако се повреден нема замена до 7 играча и прекратува се утакмицата. После дојде промена дека може ако се играчо повреден замена да направи. Јас сум начекал и тоа без замена. А со колку генерации така имаш играно? Дали имаш некој? Прво, јас се игра прво с генерацијата на тие 20 година, 21 Тоде Кузманов, Чебуков, Ване Пампуро, Кемало, Мишо Донки не. Мишо Донки не е играл с тебе? Не е играл с мене. Мишо Донки с Кемало, с Пампуро, играме за четврта зона. Он беше Ване, толку игра и откажа се с Кемало, с Пецето Урдаро, Пецето. Со низ игра, после исто така, со Благој Джамов, со Никола Марков, Аджикимо, 30 години прва, Джамо е 30. Па с ни сам играл, с Перето, Пецето. Па со овие твојата генерација? Играв со Алијата, со Менду, со Стојан, Андов. Малку поигра, он после ојде за Уштип, разбираш, и така разбираш. После тоа, јас стана капитен на Осого тоа време. Мојата генерација. Со Диди, со драги играчи. На гол беше Лазо Гросич, бековски пар игра покојниот Весо, Веселински 42, Милованов Александар 33. Халф време играше прво Романов Драги, 36, јас 36,
и Диди 39. Петров. Арнома во тоа време Драги ојде војска, замени го Калапчијата. Дојде на месото на Драги Романов. Десно крило играше Мендо, десна полутка играше Коста, после Коста замени го Тако, по Тако центарфор играше Димитар Иванов, Хаджиев, по него лева страна играше лево крило Доне Костов. После Костов, кој иде веќе на студии у Љубљана, измени се, дојдеа други, па Крчев, Апостол, дојде на замена, дојдеа Киката, Герасимов, Беличев, Симон, тие упаднаа и Осого идеше добро. Ама сега не иде добро. Епа. Сега малку јас мислам дека през като имала еден збор кажат дека Косокичи околбети и фудбалскиот сојуз на Македонија не е бил за Осого да улезе тога и напред околу да улезе. Ама и сега ги има тие игри, мислиш нема ги? Има ги тие. Минатата година Осого играше втора лига. Јас сите утакмици ги гледав тука, но може не го разбира многу фудбал. Освен последно коло Руфеја што не надигра тука, Осого никој не го надигра. А и луѓе што се гледале на страна, повеќе утакмици, исто го тврдат дека Осого не е надиграл, меѓутоа секој пат 1-0, 2-0, ако поведеш ќе те сечат и тоа си политика. Имаме таа мана наша, затоа кај нас некако фудбало од тоа што немаме култура. Треба да се знае дека кој е подобар противник тај у спортот да победе, а ние на силиџичка работа. После зашто мора да тепа? Нека тоа. Тоа само дабиле едно време кој играше ти фудбал. Па те јас ко оде Стришен ко го воде у Секирник, да имаше еден Тошо голем висок. И гледам сед нас така стојам, земал се скопачката со карпоно на 16-терец овамо, ако од Стришен ако прејде некој ногата ќе му скршаме, како ќе играш. Леле викам господи. Со мутики доаѓаат да гледат. Знаеш, никој нема, гледаме, нема никој у Муртино. Одеме, тук гледам низ класиото, чумолат, заминува думат, не можеш да ги разбереш што думат. И тук носи си, копачките носи си, дресо, у сечонеца таква некоја, ние у камион, у автобуса се соблечеме и чекаме. И ја ќе ме претепаа тога на Тошо му викаме, бе Тошо, ланската година дојдете. Нашите можеја да ви дадат 8-9 гола, дадеа ви 3-4 гола. Кажи и вика да не играт. Па некој чичнамени, некој повредимени. Еден вика ти да не збориш, што ќе дом кога ќе те акнеме на, ја претреази што ќе јази. А ти си таков мирен бил секој пат. Викам си стојане на тук терен, трај и ќути, мълчат, русите што викат не разсаждат. Јас сакам стварно со разговор с тебе ми е многу пријатен и мислам дека ќе имам некоја шанса уште бар еднаш два пати да разговараме. Ќе направам напори да ве повикам и заедно со брат или кај него да идеме да ја снимаме, бидејќи он има многу нешто да каже. Сакам да ти се заблагодарам што стварно изнајде време и ти си еден дел од оваа, ајде да кажем, ниска од гердано на емисијата Разговор со Џони. Да. Беше ми стварно пријатно задоволството, мислам дека и на гледачите им беше тоа задоволството и дај Боже да се Славче, фала многу, здравието да не служи. Да не служи здравието и мислам дека ќе се видиме. Ќе се видиме. Фала уште еднаш. Почитувани мои, тоа беше емисијата, мислам дека поминавме интересни мигови со и денешниот, односно вечерашниот мој соговорник, Стојан Димов Шипо, пред емисијата која да ја најавував и сега кој ќе одјавам, еден од фудбалските легенди на Осого. Ви благодарам на вашето внимание, ви посакувам пријатно да си ги поминете викенд деновите и да ви закажам уште од сега со еден интересен исто така некогашен фудбалер на Осогово средба следниот петок во исто време. До тогаш довидување и уште еднаш да сте ми живи и здрави. Пријатно.